што нема него да му посметаат. Мислам дека дури можеби да не е на толку високо ниво свртувањето на погледот на јавноста баш кон Путин. Мислам дека свртувањето на погледот на јавноста од масовните гинења и убиства што се случуваат. Денеска, да кажем, имаме во Ирак погинаа 100 луѓе, само денеска, во 3 одделни напади, а дечкото кој е у болница, у Кралска или не знам каква универзитетска болница, тој е првата вест. Не може да е прва вест, контра 100 други судбини. Друго е, сето тоа тамо околу Литвиненко е доста сомнително. Тој него го отфрле у суши бар на Пикадили. Тој е центарот тоа. Тој ако е шпион на Пикадили, или ќе се шета, или ќе нема ли да внимава каде јаде, што јаде, со кого се дружи. Доста е тоа сомнително и верувам дека е само за ежедневна политика, нема да трае премногу. Мислите ли дека ова е дневна политика? Мислам дека случајот Литвиненко представува глобално пресметување на многу поголеми фактори. И како што реков, по од една страна западниот свет, сакате да го наречеме НАТО алијанса, сакате Британија, англосаксонска линија Британија САД, сакате Европа без Германија према Русија, како сакате земете. Мислам дека Русија во последно време акумулира многу голема моќ, станува многу влијателна и време е да се притисне од сите страни. Зошто да сите Руси во Лондон? Па тоа е проблем со демократијата во Русија. Според мои сознанија, сметам дека Путин е прилично недемократски, автократски настроен и тој прилично многу е зацврстнува државната централна власт и можно е дел од олигарсите кои што се збогатиле со сомнителни сделки да мораат да бегаат како не би се нашле во затвор. Така, добро, ви благодарам. Госпожице Мешковска. Што мислите? Дали сте биле во Русија? Да, сме биле со пливачката репрезентација во... Кога? 90 и... на почетокот, 91-92. Значи сега не сте биле кога сите говорат дека е многу пуно се тога изградило. Па не снимале може се, надам дека ќе има некој... Се сложувате ли со Филип Петровски дека неговите сознанија за председателот Путин станува збор за една автократска личност, недемократски настроен? Како го доживувате вие Путин? Особено имајте го предвид фактот дека бил спортист каратист. Па добро, тоа нема врска во Джудит, да, се извинувам. Да, тоа нема врска со ова. Реплики? Никаде да? Бидејќи и го истроши на тешко прашање, праша придеб, ја праша публика сега и реши го проблемот. Добро. Да, мислам дека неговиот режим, се слагам со Филип тоа што го кажа, мислам дека режимот на Путин не е вистинскиот и мислам дека треба да биде малце по-фокусни во сите оние своји реакции. И што после Путин? Што после Путин? Не знам, ќе видиме. Добро. Што после пирамида, кај ќе одиме вечер? На едно тајно место. Знам дека едва чекате. Добро, тука некаде затвараме петата тема, односно и вечерашнава пирамида полека на сигурно. Имам само за крај, ќе почнам од овој круг овде. Филип Петровски, како се чувствувавте вечер?